председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувана јавност, пред се почитувани тутунари на Република Македонија. Денес пред нас е законот за продолжување на рокот за откуп на тутунот. Краток закон, меѓутоа мораме некои работи да ги расчистиме. Што предходеше на овој закон? Прво, предходеше многу несериозен однос на владата на Република Македонија кон тутунарите во откупната реколта 2020-2021 година. Имено, владата овде на комисија и во јавност не убедуваше дека во законскиот предвиден рок, тоа е 28 февруари, ќе биде откупен целиот тутун. И тутунот за кој има договори, и за тутунот за кој се накнадно потпишуваат договори, односно така наречениот вишок на тутун или тутун за кој немаме договори. Ова ветување на владата не се исполни. Затоа сме денес овде и треба да донесеме час поскоро закон за продолжување на откупниот период до крајот на март. Исто така, владата не убедуваше дека преку Прилепскиот комбинат има обезбедено стабилни финансиски средства да се откупи целата количина на тутун и количината која не е регулирана согласно договори за тутун, односно количината на тутун за кој накнадно се склучуваат договори. Уште една работа, владата во комисијата на јавни настапи не убедуваше дека има обезбедено средства за субвенции и за тутунот кој е вишок во оваа реколта, односно за кој накнадно се склучуваат договори. Сега владата потврли во рокот за откуп на тутунот, значи 28 февруари помина и неколку дена плюс, и еве сме овде пред парламентот за да дебатираме за овој закон. Овој закон, генерално лично јас ќе го поддржам, затоа што е во интерес на тутунарите, меѓутоа проблемите на тутунарите не завршуваат со овој закон. Имено како политичка партија ВМРО-ДПМН и коалицијата поднесовме информација за состојбата со тутунот уште на 22 декември 2022 година. Во неколку наврати зборевме на темата тутун, ги искажавме сите проблеми со кои ќе се суочиме со откупот на тутунот оваа година. Поднесовме и закон сличен на овој на 15 февруари 2021 година и тој закон не беше изгласан, во ред е иста содржина со некои козметички промени, поднесен од страна на дел од пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, и еве сме дебатираме денес овде во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, овој закон само делумно ги решава проблемите на тутунарите. Ги решава во однос на предложениот рок за пролонгирање на откупната сезона. Прашање е дали и после овој продолжен рок ќе бидат откупен целиот тутун кој е произведен во реколтата 2020-2021 година. Дополнително, овде мораме да спомнеме дека имаме и друг проблем. Тоа е катастрофално ниската цена на откуп на тутун во реколтата 2020-2021 година. Таа цена, просечно според податоците од Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, изнесува 164 денара. На почетокот на откупната сезона, истата оваа влада, истото оваа министерство не убедуваа дека станува збор за почетна цена и дека цената со како се ближи крајот на откупот ќе расте. Видовме дека тоа не е случај, дека воопшто цената не порасна и тогаш беше 165 денара, 163 денара, во зависност какви калкулации пресметувавме, цената остана до крај иста.
Значи имавме системски проблем во откупната година, во реколтата 2020-2021 година. И владата во ниту еден случај не посегна по решение на ниската откупна цена за која цело време дебатираме. Ниската откупна цена е пред се производ на лошите мустри кои се донесени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и кои не требале по ниту разно да бидат усвоени како такви. Тие мустри количина која е откупена тотун во Република Македонија. Втора класа 34%, трета класа 51%, четврта класа 12%. Ова е катастрофална распределба на класите на откуп во Република Македонија, која доведува до просечна цена 164 денара, но и уште еден проблем. Просечната субвенција според вака поставени класи ќе изнесува само 64 денара по килограм. Од тука и на комисијата и во претходните мои настапи јасно истакнувам дека треба да понудиме решение и на проблемот со ниската откупна цена. Зашто? Затоа што реално, според тоа како се одвива настаните, имаме пари за тоа да го направиме. Годинашната реколта изнесуваше 2,350.000 килограми тутун. Регуларната. Тоа значи дека по основ на субвенционирање на оваа реколта со овие просечни цени за субвенции ќе потрошиме само 24,37 милиони евра. Ако владата имала планирано 30 милиони за оваа намена субвенционирање на тутун, остануваат 5,63 милиони евра во програмата за субвенционирање. Дополнително, за поздравување е што владата донесе одлука и 5 милиона евра да се зголеми помошта за тутунарите по основ COVID-19. Меѓутоа да внимаваме, овие две ставки мора да се фузираат, не да бидат издвоени, затоа што таман работа овде останале пари, сега да ги применуваме само во COVID мерка. Со тоа не сме го решиле проблемот. Проблемот ќе се реши ако ги обезбедиме тие 5 милиони евра од COVID мерката, плюс 5,63 милиони евра кои остануваат по основ на субвенции, тоа би се 10,3 милиони евра за субвенции на регуларното производство. Или тоа се 27,9 денари по килограм, плюс просечната субвенција оваа година 64 денара, стигаме до 100 денара субвенции линеарно за сите класи, пари кои веќе ги имаме во буџетот, во програмата за субвенционирање и предлог на владата за COVID мерка 19 помош за тутунарите. На тој начин, барем делумно ќе облажеме состојбата со лошата откупна цена на тутунот, односно линеарно ќе дадеме подршка за тутунарите 100 денара по откупен килограм тутун. Барем да можат да ја премостат оваа многу лоша година, на потеке владата на Република Македонија, тие ќе го донесат петиот пакет на мерки, овие предлози од наша страна сметам дека ќе бидат добро разгледани, прифатени и на тој начин да го решиме проблемот со лошата година за тутунот. Ви благодарам.